добре дојдовте назад. Во нашата последна сесија ги представивме основните елементи на креирање содржина за социјалните медиуми. Како разбирањето на вашата публика, прилагодувањето кон нормите на платформата и создавањето моќни приказни ја градат основата за одлична дигитална ангажираност. Денес правиме клучен чекор напред. Ќе го разгледаме улогата на вештачката интелигенција во овој процес. Не како новитет, не како кратенка, туку како вистински кокреатор во процесот на продукција на содржина. Дозволете да започнем со еден навистина впечатлив податок. Кога чефт на OpenAI достигна 100 милиони корисници за само 2 месеци, тоа не беше само технолошки успех, туку и културен момент. Тоа означи нешто длабоко. Вештачката интелигенција веќе не е само асистент на креаторите. Таа е копилот во креативниот процес. Па, како точно изгледа тоа во креирањето содржина за социјалните медиуми? Ајде да ги разгледаме трите клучни придонеси што ги носи вештачката интелигенција. Ефикасност, персонализација и предикативен увид. А потоа ќе разгледаме како вештачката интелигенција помага во производството и оптимизацијата пред накратко да ја разгледаме етичката предност на оваа трансформација. 1. Ефикасност и скалабилност. Да почнеме со ефикасноста, веројатно најнепосредната додадена вредност на вештачката интелигенција. Во традиционалните работни процеси за содржина, маркетерот може да помине часови цртајки, уредувајќи и дизајнирајќи објава. Сега, тој процес е кондензиран во минути. Земете во Jasper или KPA. Овие алатки можат од неколку клучни точки да создадат дотерани, си пријателски наслови, блогпостови или рекламни текстови. Според истражувањето на McKinsey од 2023 година, маркетерите што користат вештачка интелигенција пријавуваат дека заштедуваат околу 5 часа неделно на креирање содржина. Тоа е цел работен ден вратен во вашиот транспорт. Дури и големите медиумски куки се приклучуваат. The Washington Post користи алатка со вештачка интелигенција наречена Heliograph за автоматско пишување кратки вести, што им овозможува на новинарите да се фокусираат на подлабока анализа. Истата логика важи и за тимовите за социјални мрежи. И не се работи само за зборови. Повеќе и визуелното креирање е подпомогнато од вештачка интелигенција. Алатки како DALL-E 3 или Midjourney им овозможуваат на дизајнерите, па дури и на оние што не се дизајнери, да создадат визуели за одредена платформа само со опис на тоа што го сакаат. Например, создадете минималистичка инфографика за етиката на вештачката интелигенција во монохроматска палета на бои. Тоа е доволно за да започнете. Vogue Бразил, всушност, го искористи Midjourney за да дизајнира неодамнешна футуристичка насловна страна на списание. Естетиката беше смела, уникатна и брзо се генерираше. И видео и аудио продукцијата веќе влегува во ерата на вештачката интелигенција. Сентише им овозможува на маркетерите да создадат целосни објаснувачки видеа со аватари и природно звучна нарација. Во меѓувреме, платформи како Eleven Labs можат да клонираат гласови за да создадат конзистентна, човечки звучна аудио содржина, што е одлично за брендирани подкасти или интернационални синхронизации. Накратко, вештачката интелигенција ги отстранува тесните грла. Она што порано бараше тимови од писатели, уредници, дизајнери и видеографи, сега може да започне од едно лице кој ги користи вистинските алатки. Слоевито се разбира со човечки надзор. 2. Персонализација во голем обем. Да преминеме на втората голема придобивка – персонализацијата. Живееме во дигитална средина каде што персонализираната содржина носи резултати. Размислете за ова. Персонализираните епошти генерираат 6 пати повисоки стапки на трансакции во споредба со генеричките. Извор Experian. На социјалните мрежи, тоа значи прилагодување на пораките за различни публики, географски региони, па дури и однесување. Вештачката интелигенција не само што го прави ова можно, туку и лесно применливо во голем обем. Најелегантниот пример тука е Spotify Wrapped. Секоја година, милиони корисници со нетрпение споделуваат прекрасно дизајниран, хиперперсонализиран преглед на нивните навики за слушање. Таа кампања е целосно водена од вештачка интелигенција. Анализирање на однесувањето на корисниците, форматирање во привлечни наративи, па дури и предвидување кои шаблони или делови од изведувачи најмногу ќе одекнат кај кого. Брендови како Zara исто така користат вештачка интелигенција за локализирање на содржината на големо. Со над 45 пазари на кои можат да обслужат, тие користат алатки со вештачка интелигенција за да ги прилагодат титловите и визуелните елементи за регионалната публика, зголемувајќи го ангажманот преку зборување со локално релевантни тонови, јазици и теми. Значи, наместо да пишуваме по еден опис за секого, вештачката интелигенција ни овозможува да пишуваме десетици.
или стотици варијанти, секоја прилагодена на микросегмент од вашата публика. Предикативна аналитика. Што да направите пред да го направите? Сега ајде да зборуваме за една од најмокните и можеби потценети улоги на вештачката интелигенција – предвидувањето. Наместо само да реагираат на минатите резултати, вештачката интелигенција им овозможува на маркетерите да предвидат каква содржина најверојатно ќе биде успешна уште пред да ја објават. Препорачувачкиот алгоритам на YouTube е одличен пример за тоа. Тој користи модели на машинско учење тренирани на милиони часови однесување при гледање, за да предложи теми за видеа кои најверојатно ќе станат тренд. На креаторите им кажува, во суштина, мислиме дека вашата публика е гладна за ова. BuzzFeed користи слични предиктивни модели за да предвиди кои квизови ќе станат вирални. Тоа не е нагаѓање. Тоа е data science. А што е со перформансите на текстот? The New York Times користи и управувано АБ тестирање за да ги оптимизира насловите. Системот динамички тестира повеќе верзии и автоматски го избира насловот што носи највисока стапка на кликнување, зголемувајќи ја ефикасноста и до 30%. Таквиот вид јамка на учење во реално време би бил речиси невозможно да се управува рачно. Но вештачката интелигенција го прави управливо и ефикасно. 4. Продукција значи, видовме како вештачката интелигенција помага со идеи, брзина и персонализација, но како всушност ја создава содржината. Ајде да го разложиме. За текст, користете алатки како Jasper или Chaft за да креирате нацрти, титлови или контури. За визуелни елементи, генерирајте прилагодени слики со DALL или Midjourney. Стилизирајте ги користејќи ги алатките за распоред на Canvas E. За видео, креирајте наративни објаснувачи со Sentishia. Или пренаменете блок содржина во видео користејќи платформи како Lumen 5. За глас, користете 11 Labs за да снимите нарации со вашиот сопствен клониран глас или со синтетички глас безбеден за брендот. И она што е клучно тука е следново. Вештачката интелигенција никогаш не треба да се користи како машина за копирање и лепење. Користете ја како почетна точка. Додајте усогласеност со брендот, прилагодете го тонот. Метнување слој во културна нијанса или стратешки акцент. Најдобрата работа доаѓа кога човечкиот увид го фино подесува резултатот од вештачката интелигенција. Оптимизација, обезбедување максимален ефект. Конечно, да разговараме за тоа како вештачката интелигенција помага во усовршувањето на содржината пред и по нејзиното објавување. Граматичките алатки како Grammarly или Hemingway Editor ви помагаат да го подобрите тонот, гласот и чекивоста. Буквално можете да пишувате, да го направите овој опис на Instagram поконверзабилен и да го скратите за 20% и веднаш да видите чиста ревизија. Плагини фокусирани на SEO, како Keymate за Chaft, можат да предложат хаштагови, трендинг клучни зборови и термини за пребарување на платформата, помагајќи вашата содржина да се појави пооргански. Можете дури и да спроведете микроактестови на варијации. Например, Frasier често се користи за наслови на епошта, но истата логика важи и за социјалните објави, се испробуваат варијации и се дозволува алгоритмот да избере што функционира најдобро. Например, локализацијскиот ај на Zara не само што преведуваше содржина, туку ја оптимизираше врз основа на однесувањето на корисниците низ различни пазари, усовршувајќи ја постепено за да одговара на локалните трендови. Етичко размислување. Не можеме да зборуваме за улогата на во креирањето содржина без да ја признаеме неговата етичка граница. Ај ни дава неверојатна моќ, но со тоа доаѓа и одговорноста да ја користиме мудро. Помислете на виралните deepfake видеа со Том Круз на TikTok. Линијата помеѓу креативна пародија и измамничка дезинформација е тенка и повеќе нејасна. Слично, ај генерираните песни на Дрейк предизвикаа дебата за сопственоста, автентичноста и довербата. Затоа, дури и кога користиме ај за да пишуваме, дизајнираме или уредуваме содржина, мора да обезбедиме транспарентност, да ја заштитиме согласноста и да ја зачуваме вистината. Ова не е само добра пракса, туку морална обврска. Дозволете да ви оставам со ова. Ај не ја заменува креативноста, туку ја засилува. Ни дава предност. Го забрзува она што е можно. Но се уште му е потребен човек на корнилото. Креатор со порака, бренд со приказна, стратег со намера. Во следната лекција ќе работиме практично и ќе ги истражиме ај алатките што го движат секој дел од создавањето содржина, за да можете и самите да почнете да експериментирате. До тогаш, ве охрабрувам да почнете да забележувате каде ај можеби веќе се појавува во содржината што ја одједате. Тие персонализирани плейлисти на Spotify, таа застрашувачки релевантна реклама на Instagram, таа автоматски генерирана слика за YouTube. Револуцијата веќе е во тек, а сега сте подготвени. Избришива тоа.